Добро вечер, ние сме повторно во студиото City Sound. Ние дојдовме да му честитаме на Далибор Јошиќ. Прво, милениче, честитки. Конечно завршивме. Благодарам, да. Сега излеговте од таму, вечерва, сега пред 2 секунди го завршивме албумот. Повелете, кажете си. Буквално пред неколку минути завршивме со последниот микс од мојот прв албум. Ќе кажам едно големо благодарам до мојот колега Бубе City Sound, Љупчо Соколовски. Презадоволен сум, ете уште еднашка да преспиеме па ќе преслушаме од утре како последно, како би ја затвориле целата таа приказна. Ви паднали камен од срцето? Да, дефинитивно бев, ќе признам, под голем стрес, бидејќи ми е прв албум. Знаете како е, професионалците секогаш имаат трема. Зошто? Затоа што секогаш размислуваат што ќе каже овој, што ќе каже оној, дали ќе има позитивни критики или негативни, или ќе има повеќе позитивни или негативни, но тоа е тоа. Битно да се зборува. Да. Тоа е најбитно. Да не го спомнуваме коњот само. Се шал. Да, не знам што би кажал друго, едноставно би ја најавил нели промоцијата на албумот. Тоа ќе биде на 17 ноември, вторник, следниот месец. Ќе се одржи во ресторанот Два Елена, каде што ете и вас официјално благодариме. Ве покануваме како први нели наши гости да го споделиме, да ја споделиме таа журка и тој материјал цел, и воедно ете да го најавам и спотот за Душица, кој веќе се работи. И се надевам дека до крајот до пред промоцијата ќе бидеме веќе готови да едноставно на публиката и на моите колеги и медиуми им дадеме еден готов производ и начално со спотот и албумот. Одлично, кажи ми како ќе се вика албумот? Албумот дефинитивно уште на самиот почеток кога размислив дека е време за мој првенче албум, ето и во етер роди Живот е мој, кои сите добро ја знаат. И нели таа е секако посветена, повторно ќе кажам, на моето синче. Како и Душица, како и Душица. Кога бевме во студио, кажав така, да, Живот е мој, тоа е дефинитивно посветена нему. Така ќе се вика Душица. Душица е за спотот, а Живот е мој е наслов на албумот. Колку песни има на албумот? Па мислам дека ќе бидат околу 9 композиции, со оглед на тоа дека имаме некои постари песни отпеани, што исто заслужуваат да бидат дел од тоа CD. Тука сме заедно, како што кажав, со мојот колега да размислиме со ладни глави и да одлучиме кои ќе бидат песни. 15 се премногу за албум, но мислам дека 9 е некој стандард кој ќе задоволи како прв албум. Минатиот пат кога дојавме на гости, кога ви изненадивме додека снимавте песната Душица, односно Душице, кажавте дека е таа авторска песна. Колку песни имате авторски во првиот албум? Значи, повеќето песни се мои авторски, има една-две песни од фестивалот што тоа ќе го кажам, нели едно големо благодарам до моите двајца соработници, што нема да ги откриам сега, ќе ги дознаеме на промоцијата на 17. Но во глобала сум комплетен автор. Неколку пати го спомнавме Бубе дојди ваму. Ајде сега малку јас и ти да разговараме. Слушаше ли, како си задоволен од албумов, од првово милениче на Далибор? Така, па Далибор е, више според мене, еден од докажаните млади пејачи, каде што го бие многу добар глас, ко вокал, така да снимањето и продуцирањето со него беше многу лесно. Значи, супер, немам што да докажам, да кажам, он е више докажан според мојот критериум на работа. Значи, вие сте задоволни од него? Да, генерално сум задоволен од него максимум. И од албумот, да, нормално. Не му платив ништо, само да знаете. Не го подмеди. Не знам. Зашто да го држиш телефонот, да си напишал нешто таму, што ти преди порака, тоа и тоа да збориш со мене. Тоа е пораката ја што ме прати. Таа е порака. Добро, Далибор, во Джимпер те гледам, минатиот пат во Джимпера, обично се дружиме, веќе се знаеме, се дружиме и приватно.
Неколку пати сум ти правила интервју, секогаш си во дело. Што е работава, сакаш покомотно да се чувствуваш, многу ти е полесно да испееш кога си вака полежарно облечен? Јас немам проблем во што се однесува до гардеробата кога сме во студио, бидејќи тука сме под клуч. Влагаме во студио, работиме напорно по 5-6 часа, така да јас сега во дело да влезам тука нема теоретски шанси. Ете го клучот, да. И знам буквално да лабаво да се облечам, бидејќи битен е гласот да е спремен, грлото да е спремно, да сум наспан, одморен, за да можам песната да ја донесам баш како што јас имам замислено и мислам дека успеавме во тоа. А ќе откриете ли што ќе носите на промоцијата на 17? Па искрено имам некоја замисла, но дека нешто ќе биде вау, знаеш како велиме. Едноставно ќе бидам облечен доволно за да бидам пристоен пред нашата публика и нашите гости што ќе бидат во 2 Елена. Одлично, ќе гостуваат, тоест ќе дојдат на гости на промоцијата, колеги твои, семејството, кој друг све ќе биде? Па добро, во глава не имаме некое, како да кажем, непишано правило. На секоја промоција си се викаме, прво јас ќе тикнам тебе, па ти мене, знаете како е. Ќе бидат доста мои колеги што од фолк естрадата, што од поп рок естрадата. Во глобала луѓето што дружиме, што соработуваме. Ќе го викнеш ли Бубе? Бубе прв, он ќе биде и на микс пулто таму. Ќе мора да Пак ќе мора да работиш. Пак ќе мора да работиш. Ова не те вика на гости. Ова е работно веќе. Мораме да си ја завршиме работата до крај, така да ќе биде повеќе дружба него микс, се шалам. Останува да го дочекаме 17 како и јас исто, имам уште некои мали довршам некои обврски за да испадне како што буквално јас сакам. Промоција по моја замисла. Милениче. Да. Така. Одлично. Ние се гледаме на 17 и таму ќе те подпрашуваме нешта. Здравје, ве очекувам 17-то, точно во кој час, мислам дека ќе биде некое време околу 19 часот, но за посигурно ќе бидеме во контакт и ќе се знае се. Одлично. Фала ти многу, уште еднаш честитки на тебе. И се гледаме на 17. Ти ќе работиш, што тебе нема да се видиме, ама ние ги се загостиме.